Најпрво би сакал да започнам со една, како да кажам, една благодарност. Океј, обично луѓето не знаат како да започнат, но јас ќе започнам со една благодарност, а тоа е да благодарам за животот на Вава Бубе, која што беше толку години помеѓу нас, која што како да кажам, беше нашата, ни даваше радост, ни даваше многу охрабрувања и така да за мене лично незиниот живот беше пример кој што другите луѓе од неизина бранша, како да кажем, од неизини години би требало да проба да го прават барем истото, ако не или слично, ако не истото. Затоа што верувам дека секој еден живот кој што ние го среќаваме, секој една личност што ја среќаваме ја има подлогата, или да кажам, е пратена да ни биде пример за нешто во нашите животи. Така да можеби не еден човек може да ти биде пример за се, но во Божјата добрина, Бог, во неговата благодат, ни праќа мноштво на луѓе од кои што можеме да извлекуваме примери. Можеби не се во нивните животи ќе биде најсовршено или најдуховно, но ќе има една карактеристика, 2, 3, 5, кои што ќе ти бидат пример во твојот живот. Двајца стоја денеска, прошиот пат беше еден само. Така да ја благодарам за животот нејзин, за нејзиното присуство и ја благословуваме, она веќе е благословена, повеќе благословена од сите нас, бидејќи на небото со Исус. Не дека ние не сме благословени, али за нејзе, видите, во овој момент на нејзе ништо не изначат твоите и моите зборови. На луѓето кои што заминале на небото, што и да кажеш за нив, ништо не им значи. Ниту се љутат, ниту се радуваат. Зашто? Затоа што на небото уживаат во поразлична реалност, во поразлична состојба. Така да, додека сме на земјата, можеме и да се вреѓаме, и да се навредуваме, и да жалиме за нешто. На небото не постои жалење, не постои тага, не постои момент каде што ќе имаш потреба од нешто, бидејќи целата твоја потреба е веќе присутна, веќе е задоволена. Всушност, не ни имаш чувство на потреба. Дали го разбираме тоа? Во неговото потполно присуство не ни постои мислата дека нешто ти треба. И ако постои, ако се појави таква мисла, таа веднаш е задоволена. Али не постои. А тоа што постојано е исполнетост, врз исполнетост. Оно што Јован ни го кажува, вели, Бог таткото го испрати својот син и неговото слово стана тело. И вели, и ние ја видовме славата како на единородениот син на Бога, и потоа вели, ја видовме славата. Што виде Јован кога го видоа Исуса? Кога се појави пред нив, кога го разбра кој е? Вели, го видовме полн со благодат и со вистина. И потоа вели, од изобилието, само неколку стихови понатаму вели, од изобилието на она што тој Исус дојде. Замислете вака. Повеќето од вас сте родители, или пак барем сте на пат да бидете родители. Или еве за тие што веќе имаат деца. Сакате да ги пратите некаде. Или сакате да го пратите вашето дете или вашиот син или ќерка, може да се постари. Сакате да ги пратите некаде. И некој за вас вели, овие луѓе се најдобрите луѓе. Замислете, некој вели за тебе и за твојот сопруг или сопруга, вели, овие се најдобрите луѓе. Како татко или мајка. И ти сега, како добар родител, што вика Исус, вие добрите, вашите деца кои ќе побараат нешто, вика, не им давате камен и не знам, скорпи или змии. Него вели, им давате многу добри работи. И се замисли ти, на земјата некои викат, овие родители се најдобрите родители. Не постојат подобри родители во целиот округ, во целава општина. И се ти сакаш да го пратиш твоето дете кај некои други деца со нешто. Што ќе му даеш на твоето дете? Дали нема да му го даеш најдоброто или да го облечеш во најдобрите облеки, со најдоброто нешто, со најскапото нешто, како прво, бидејќи не си совршен, сакаш да се пофалиш. Моето дете е најдобро облечено. Тоа е првото нешто. Второ, сакаш да ги импресионираш другите.
бидејќи го праќаш твојот син или ќерка некада. А трето, ако си стварно добар, ќе му ги напуниш џебовите со полно благи работи или со бомбони, за да може да им однесе од твоето богатство, тоа ти што си го собрал, тоа што си го купил, си го ставил во него и си го испратил. Се замислете, ова е само една минимална символика на оно што ние го замислуваме што направи Бог Таткото. Бог Таткото од целата богатство што го има на небото, од сите можни работи што ги има, вели го опреми својот син со две работи. Кога јас се размислав, па што не му дал уште многу други работи? Ама словото Јован не ни кажува дека имало многу други работи во неговите џебови или во неговите торби, него вели го видовме синот, го видовме словото, ја видовме славата врз него и беше полн со две работи, со благодат и со вистина. И потоа само неколку стиха понатаму вели истиот овој син кој што нас сега не прибра, вели од неговото богатство, од тоа што таткото му го даде на него, од целото тоа изобилие, вели нам ни даде благодат врз благодат. Замислете, Бог таткото го испраќа своето најголемо, најдоброто, најскапоценото и го опремува со две нешта, со благодат и со вистина. И самиот Исус за него вели јас сум вистината. И самиот негов живот ја покажува благодата. Амин, Зоран, да, така е. И замислете, ние како христијани, како верници, имаме таа можност да ја вкусуваме и благодата, и вистината. И не само да ја вкусуваме, него да ја живееме, да ја примиме. И не само да ја примиме, него и да ја даваме. И затоа велам, имате луѓе околу вас, кои што се примери за нештата. Така да, она што ти треба, јас треба да бидеме пример за таа благодат и за таа вистина. Бидејќи јас верувам дека ако нешто нам ни треба, ако нешто ни фали, ако нешто бараме, или мој совет е, ако нешто бараш од Бог, подобро, побарај го следно. Наместо да бараш, Господи, мене ова ми треба, мене мислам дека тоа ми треба. Тие таму луѓето тоа го имат, јас го посакувам истото. Јас сум слушнал дека ако го имаш ова, животот ќе ти биде подобар. Ако имам ваква кола, ќе бидам порадосен. Ако имам ваква куќа, ќе бидам посреќен. И сето тоа е илузија. Тоа навидум изгледа дека е добро, навидум и всушност практично врши работа до некаде. Но кога станува збор за душевниот дел, за духовниот дел, не прави никаква или скоро никаква разлика. Никаква разлика не прави, верувајте. Затоа што има толку, видите, не мора да наоѓаме некој близок околу нас. Имате 2000 години, имате 4000 години, имате 6000 години на луѓе кои што никогаш не биле задоволни со видливите нешта, со опипливите нешта. И сите тие луѓе барале нешто кое што е многу поголемо од некаква си дрво, некаква пластика, некаква си материја. Сите тие луѓе барале нешто поголемо. И видите, ние ја имаме таа можност и веќе сме ја сретнале таа голема работа, а тоа е живиот Христос. Полн со благодат и со вистина. Истиот тој тебе ти се објави, ти го сретна, ти поверува во него и сега тој живее во тебе. Не постои поголема потреба, или да кажам, не постои ништо друго поголемо кое што можеме да побараме. И затоа велам, ако некогаш барајте, ако нешто барате, тогаш побарајте во мудрост, во разумност и во духовност, а тоа е, Господи, каква благодат си ми дал на мене, или која е таа благодат која што јас ја поседувам, па да ја практикувам, и ако ми фали нешто, тогаш надополни оваа благодат, или дај ми повеќе благодат, за да можам да се справам со сегашните работи, да се справам со себе си. И води ме преку Твојот Свети Дух во вистината, да секогаш да бидам слободен од работите што ми го земаат моето внимание. Гледате како функционира благодата и вистината. Не ослободуваат од стегите на било кое човечко убедување и на било која потреба. И ти веќе си слободен, ти веќе немаш потреба. Затоа велам,
луѓе кои што не чувствуваат потреба од сите овие земни работи се слободни луѓе. Тие живеат во слободата и во навистината и во убавината на благодата. Живеат и не се секираат за многу работи, не им пречат работите, не посакуваат постојано, не се фатени во посакувањето. Сега, зашто почнав вака? Затоа што една друга работа која што е, да ви кажа, Зоран, ја ова сум го надминал. Значи, ја сум слободен од ова. Ја веќе сум, како да кажам, царувам на ова, не ми треба ништо. И некој кажа пред некој ден, негде напиша, рече, едниве и другиве, и било кој човек, еден ден ќе умре на сите заедно. Така да што има да барате, што се интересирате. И сега си викам, ја, овој човек, најверојатно, ниту има жена, затоа вика, затоа дека може да пише, дели. Нема деца, затоа така се изразува. Нема ништо што го врзува, како да кажам, практично, што го, како да кажам, го влече натаму, затоа може да каже, па, како и дај ден ќе умре. Не е така. А тоа што Бог нас не дал одговорност. Одговорност да се грижиме за другите луѓе. Така да, ние, иако сакаме да бидеме духовни херои, да речеме, мене ништо не ме интересира. Како и да е, ти живееш помеѓу луѓе. Имаш најверојатно жена, имаш маж, имаш деца. И самата практичност ќе те влече некаде, некако. Нешто ќе ти го одвлекува времето помалку, нешто ќе ти го одвлекува времето повеќе. Некаде ќе бидеш неутрален. Нема да влие ништо врз тебе. Но, бидејќи живееме помеѓу луѓе, а поготово ти што припаѓаш на црква, ти не можеш да го избегнеш тој дел. Бидејќи си околу луѓе. Не можеш да беше некаде, да бевме сите ние монаси, некаде на некоја планина, на некои пештери, раздвоени по 200 км или 500 км еден од друг, тоа ќе беше многу полесно. Ама 2 метра не прават разлика. Тука сме. Си сметаме, се надополнуваме, многу работи се случуваат, многу големи тензи се случуваат. И затоа ние не можеме да кажеме јас сум го надминал, мене ништо не ми треба. Не ми треба. Ако мене не ми треба, тогаш јас се молам за тој што му треба. Нешто. И не можам да го избегнам тоа. Не можам да кажам јас царувам во оваа сфера во животот. Не. Затоа што сум свесен за луѓето што ги мачи, кој што го мачи, некој е болен, некој не е болен, некој изгубил нешто, некој добил нешто, па не знае што да прави со тоа што го добил. Некој не знае кај оди. А некој па го нашол патот, па сега му е многу му се фаќа. Разбираме? Значи постои таа духовна практичност или практична духовност која што мораме да се справуваме со неја постојано, секој еден ден. И не можеме да кажеме, мене ништо не ме интересира. Не, мене ме интересира. Убавината е што Светиот Дух ни дава можност да не бидеме заробени од нештата што не заробувале предходно, или прво да кажам, да искусуваме слобода од нештата што можеби не заробувале до пред 5 дена, до пред 2 дена или можеби до пред 1 саат. Дали го разбираме тој дел? Постојат работи што во твојот и во мојот живот се некако заробени од нешто. Ти не си ни свесен, ти не ни знаеш. Не си ни размислувал ти. Затоа некој кажал, јас не можам да се видам сами од себе си од позади, затоа ми треба некој друг да ме гледа. Дали го разбираме тој? Затоа имаме браќа и сестри. Затоа имаме христијани, верници, кои што ќе ни кажат, слушај Зоран, ова не е баш, не треба баш вака, или не можеш вака да продолжиш. Бе разбирате, постои тој момент каде што јас не можам да видам. Едноставно сум собран во таа, или всисан во таа, или се наоѓам во некоја состојба која што не ни гледаме дека постои нешто друго освен тоа. Не дека сум лош, не дека си лош. Едноставно не го гледаш тоа. И затоа, велам, Светиот Дух преку таа вистина не ослободува од стегите на илузијата или пак на невистината која што сме имале можеби пред 1 час. И мојата желба е, кога ќе излеземе од оваа просторија, кога ќе се најдеме себе си надвор, или подобро да кажам, кога ќе се најдеме дома, да се свестиме, да кажеме, бев ослободен од стегите на оваа невистина. Тоа е мојата желба. Тоа е всушност целта на секоја една проповед, да те ослободи од невистината која што можеби намерно, ненамерно некако се вовлекла во твојот живот.
Некако се вовлекла. Може би е мал дел во твојот живот, ама добре. Барем ќе те помести за 1 милиметар, за една јота, што викаат евреите, што би рекла, за еден момент ќе те помести кон подобро, кон вистината, за да можеш да се ослободуваш постојано. Всушност, кога Исус вели, ќе ја знаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Кај се наоѓа овој стих? Никој не знае. Во Јован. Негде Јован, негде околу 10. Ајде ќе видиме кај се наоѓа. Ќе ја знаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Всушност, интересниот дел е што на македонски многу тешко се преведува овој дел. И ние се мислиме како бе може, па не би ја го сретнав Исус, како ќе ме ослободува. Всушност, грчкиот израз таму е, ќе ја запознаеме вистината, што веќе сме ја запознале, нели, не може да кажеме треба уште нешто да запознаваме, али вистината ќе не либерализира, или прво кажам, ќе го ослободува делот кој што некако бил заробен во текот на нашиот живот. Ние сме слободни, но постојат делови од нашите животи каде што се уште некако се зафатени со некоја магла, со некоја темнина дори, и тој дел ни треба да биде либерализиран. Значи грчкиот збор е не да ослободи, него да либерализира. На англиски е to liberate. Значи не само да не ослободи, бидејќи ние сме веќе слободни во него. Ние уживаме слободата. Затоа можеме да разговараме со Бог, затоа можеме да се молиме, затоа можеме да проповедаме. Кој иначе друг би го проповедал Евангелието? Кој? Некој муслиман ќе го проповеда Евангелието? Не. Будиста очекувате вие да го проповеда Евангелието? Не. Само единствено тие кои што се ослободени и слободни, само тие можат да проповедаат или пак да го живеат тој христијански живот. Така да ние сме допрени од Светиот Дух, ние сме изчистени, ние сме оправдани, ние сме ослободени во таа генерална смисла. Но сега, одејќи по овој пат, во нашата култура, во нашите случувања постојат делови, делчиња, кои што мора да бидат либерализирани или пак ослободени. И тоа е убавината на Светиот Дух што го прави помеѓу нас. И мојата желба и мојата молитва е некој од нас или сите од нас да бидеме либерализирани или ослободени од било каква стега, која што не стегала до пред 1 час, до пред 15 минути. Тоа е убавината на Светиот Дух. И затоа ние го бараме присуството на Светиот Дух. Што мислите, зошто го бараме присуството на Светиот Дух? Да се чувствуваме добро? Па што сме наркомани ли сме да се чувствуваме добро? Да ни биде убаво? Па не сме наркомани. Ние го бараме неговото присуство, или да кажам, го очекуваме неговото дејствување помеѓу нас, за да не ослободува од работите кои што не стегаат, или да кажам, кои што се замрачени и со кои што не можеме да ја видиме големата слика или јасната слика каков е Бог. Сега, пак ќе кажам, нека ќе кажам, Зоран, ја царувам во животот, мене ништо не ми треба, стварно не ми треба. Ја верувам дека може би тоа е точно за некого, може би за 1% од популацијата, или пак е 1% од тука присутните, али другите сите ние бараме нешто, и ако не бараме нешто физичко, ако не бараме нешто материјално, ја верувам дека секој ден од нас бара едно нешто друго, за кое што многу често знаеме да бидеме фрустрирани, изнервирани, љути или наљутени, дури може да бидеме и, како се вика тоа, да бидеме битер, огорчени. Тоа е, бараме одговор. Бараме одговор за работите што да се случиме. Не само ние овдека што сме. Секој ден човек, ја верувам дека бара некаков си одговор. Зашто бара одговор? Бидејќи живееме во поднебје, или да кажам, живееме во не се уште усовршен свет, ај така да го кажем. Тоа се благи, убави зборови. Али живееме во патнат свет, каде што многу неправда се случува, многу лоши работи се случуваат, многу неочекувани работи се случуваат, многу тешки работи се случуваат. И ние секогаш бараме едно нешто. Секој ден човек внатре во себе бара одговор. Зошто ова мене ми се случи? И имате неколку неколку нивоа
неколку нивоа на прашање. Имате ниво број 1, ја би го нарекол, е ниво ти. Ти поставаш прашање. Зошто мене ова ми се случува? Ниво број 2. Прашуваш зошто на тој до мене ова му се случи? Ниво број 3. Зашто на тие луѓе што ги познавам, на тоа семејство, тоа им се случи? Ниво број 4. Зошто на моите роднини или пак комшии тоа им се случи? И што повеќе се оддалечуваш од нивоата, некако станува полесно, бидејќи не те засега тебе толку лично, но истовремено се прашуваш. Кога нешто ќе се случи на некоја цела општина, на цел град, например имате пред некое време на цели градови беа потопени со вода. И мнозина луѓе умираат. Или пак цели градови беа погодени од земјотреси. И многу луѓе умираат. И потоа имате уште едно ниво на држава, или да кажем на цела територија. И тоа се, значи што повеќе ги разликуваш нивоата, толку полесно станува, но прашањето се уште виси во воздухот. Затоа што ако не ти е лично на тебе, на некој што му се случило, не знам, негде у Кавадарци или у Германија, си кажеш, добро, тоа таму, ама како што поминува животот, си кажеш, а што ако на мене ми се случи? И прашањето секогаш останува. И прашањето е секогаш насочено кон Бог. Кон Бог го прашаш, Господи, зашто мене ова ми се случило? Зашто ова? И сега, што е интересно? Не е интересно ова, али за мене ми е интересно, што скоро никогаш, видите, јас сум христијанин од 95-та година. Значи, нека ги каже, прилично млад христијанин, ја така би рекол, ако си 20 на 25 години, према 30, не е тоа некоја голема бројка на години, има и луѓе кои што биле христијани 50 и 60 години. Сега интересното е што јас сум читал и за христијани кои што биле и 70 години, и 80 години верници, и не само еден пример, јас сум читал за многу, или пак сум се сретнал со многу христијани кои што долги години верувале во Исус. Така да не станува збор само за моето искуство на 30 години. Збориме за еден спектар на илјадници години на искуства на луѓе, кои што го поставувале истото прашање и всушност скоро никогаш не го добиле одговорот. И сега ќе каже, добро се, каков е овој нашиот Господ, па све нешто кажува, а за вакво нешто не одговара. Нели, чудно е, нели се знаат, се знаене, се може, на секој прашање може да даде одговор, а за вакво нешто не ни дава одговор. Ја би рекол, многу ретко, не викам никогаш, многу ретко Бог дава одговор на таквото прашање. Зошто е тоа така? Може да одговорам ова вечер? Океј? Затоа што може би некој тука се прашува, може би некој тука дошол со прашање во своето срце и рекол, Господи, да ми одговориш на ова прашање. И ја идам по улица и кажам, Господи, што да зборам денеска? Бам, бам, бам. Зоран е спремен да одговори на твоето прашање. За еден човек, за еден човек. За пола човек, ако треба, ќе одговарам. Причината зошто Светиот Дух многу ретко, ако не и никогаш, не дава одговори на нашите прашања, е затоа што знае дека одговорот, колку да е добар, колку да е силен, колку да ја исполнува потребата на прашањето, ако не го примиш преку вера, не прави никаква разлика во твојот живот. Не прави никаква разлика. Имате луѓе кои што бараат одговори, ќе ги добијат и не се менуваат. Не прави никаква разлика. Единствен одговор на Бог, и затоа велам, Бог не дава одговори, бидејќи знаеле како ги прашуваме во нашиот гнев, во нашата разочараност, во нашето не е тоа љубопитност, него тоа е некаква си потреба да имаме одговор. Но Бог самиот знае дека одговорите нема да го задоволат твоето битие. Бог знае дека единствено нешто што го задоволува и што го исполнува твоето срце е верата која што ти ја дал. Верата е единствениот одговор што тебе некогаш ќе ти биде потребно во животот. А тоа што без вера е невозможно
да се верува, или да кажем невозможно да му се угодува на Бог и да се разбира кој е Бог. Така да, секое прашање, или да кажем, секој одговор, кој што е даден без вера, или кој што е примен без вера, не прави никаква разлика. Не прави разлика, едноставно не прави никаква разлика. Го добиваш одговорот и ништо не ти значи. Не те менува ниту една секунда нанапред, ниту наназад. Али кога ќе бидеш исполнет со вера, или кога ќе ги гледаш работите преку вера, тогаш добиваш разбирање зошто, или да кажам, каков е Бог. Не треба да дознаеш точно што тоа значело. А ќе ви кажам на приказна. Може? Пред некои си 10 години, не повеќе, сигурно има повеќе 20 години, седам ја скриен во нордиските шуми. Никој не знае кај живеам јас. Покрај езеро, немам комшии. Нема всушност кучиња. Нема кучиња, ако дојде некој крадец, нема кој да залае да ме предупреди. Денеска живеам во Влаја, има на секој куќа има кучиња, ностоп. Лаат кога треба и кога не треба. Но тогаш, во тој момент, седам во некоја шума, никој не знае, да ме најдеш, треба да ме најдеш со GPS. И на GPS-от нема да пишува адресата, нема да пишува куќата, не можеш да ме најдеш. Никој не знае кај живеам. Некаде скриен во некоја шума. И еден ден доаѓаат, тој всушност, седам ја така, и внатре во мене чувствувам потреба да земам едно книгиче. Книгичето напишано од некој некаризмати, луѓе кои што не веруваат во дарови. Не ги читам нив, не ми интересира. Нели чим не ги веруваат, не веруваат во даровите, не ги читам нив. Арно, ама духот вика читај го. И го зимам тоа малецко брошурче, некој 20 на листи, на брзина, цак, го читам. После, точно само што го прочитав тоа, некој тропа на врата. И јас викам, кој се овие? Кој е овој човек? Никој не знае дека тука живеам. Значи нема комши, нема никој. Отворам ја врата и ги гледам тројца Африка, Јеховини сведоци. Кај се погоди овде? Ама радосен ја, најдов луѓе, ќе комуницирам со некого. И они ми викаат, дали го знаете одговорот на овоја прашање? Го знам. А викам, влезете вие. И видите што се случи сега. 3 сата седиме, 3 часа. На секој нивно прашање, јас им давав совршен, ајде да не речем совршен, адекватен одговор. Ќе ме прашаа за нешто, а интересното беше што сите одговори што ги знаев беа всушност прочитани од книгичето. Интересно, нели? Значи нешто ме спрема за одговорите. Доаѓаат луѓе ми поставуваат едно прашање, го одговарам. Второ прашање, 50 прашања ми поставуваат, 50 прашања ми ги одговарам со стих и со контекст и со вистина. 50 прашања. Знаете што кажа луѓето? Ти многу знаеш. Ти премногу знаеш, ми кажа. Може да дојдеме утре четворица. Викам, дојдете 10 души го сакате. Слободно викам, нема никој овдека, никој нема да ви смета. Испати Ребека, вика, види кај мајка таму, седи таму до вечер. Ја имам работа овдека, мене ми е интересно ова. Другиот ден дојдоа четворица. Седнавме, повторно. Одговор, прашање, одговор, прашање, одговор. И на крајот, луѓето рекоа, ние не можеме со тебе да се разбереме. Ти премногу знаеш. Че може ли да дојдеш кај нас, ние сме таму 20 души, да дојдеш 20 души да збориме со тебе. Сега, немој да го сватите ова како дека се фалам. Тоа е вистина. Али, малку се фалам, али тоа беше реалноста. Сега, нели кога се отидоа луѓето, мене ми беше многу убаво на душичката. Викам, лом сум ги правил, значи сум ги направил, памтали, нема кај да бегат, сема да ме зборуваат, мене ќе кажуваат, има таму еден скриен у шумата, а ме све знае. И знаете што после разбрав после некој време? Или да кажем, што внатре во мене се случуваше? Ја велам, па што кога ми дал сите одговори кога не се сменија за една секунда? Дали го разбереме тој дел? Сите одговори беа адекватни, вистински, правилни, библиски со стихови. Не добре. Но не направија ништо во нивните срца за да се сменат или да го побараат живиот Исус. Така да, одговор даден во твојот живот од било кого, без да биде примен или без да биде даден преку верата, не прави никаква разлика во твојот живот. Единствено, кога Духот ќе направи нешто или ќе придвижи твојата вера, тогаш нешто се случува со тебе.
И тогаш ти забораваш на твоите прашања и кажеш Исус е Господ. Исус е добар. Ама ти, Зоран, ти не знаеш што му се случи на овој човек. Да, јас разбирам дека тоа му се случи. Јас сваќам дека тоа ги погоди. Но едно нешто можам да кажем. Исус е Господ. Покрај сите работи што се случуваат, Бог е добар. Амин. Кога има дури стотици луѓе кои што може би страдаат или се повредени, и ти кажеш јас сочувствувам со вас или ве разбирам, но едно нешто не можам да го порекнам. Исус е Бог. Исус е добар. Исус е благодата и вистината која што мене ми е потребна. Ќе кажам уште една сторија која што верувам дека е добро да ја слушнеме. Нема да кажувам имења или да кажам да потенцирам луѓе, но ова го кажав ова сведоштво на некои луѓе може во повеќе детали, но сакам да ви го кажам за да ја илустрирам ова порака, дека одговорот во нашите животи единствено мора да дојде преку Светиот Дух, мора да дојде преку вера. Сите други скици, бројки, зборови не прават никаква разлика во тебе и во мене. Ама Зоран, па ти не знаеш колку бројки има. Види, не прави никаква разлика во тебе, колку и да знаеш. Знаењето не те менува, ниту пак допринесува во тебе да пораснеш една секунда или еден момент поблиску до Бог. Верата е таа која што те придвижува тебе да го славиш Господ и во момент кога никој друг не се осмелува да го слави. Верата е таа која што те придвижува да направиш нешто во момент кога никој друг не се осмелува да го направи тоа. Верата е таа која во момент каде што сите чуваат нешто, сите грабаат нешто, ти викаш да бидеме дарежливи. Верата е таа кога сите луѓе се плашат и викаат ова не може да викаш се е можно за оние кои што веруваат. Верата е таа кога сите бегаат, ти стоиш мирен и викаш мојот Бог ќе ме чува и ќе ме спаси и ништо нема да ме помрне од ова место. Верата е таа кога не знаеш што треба, кога никој не знае што треба да се направи. Или луѓето немаат одговор, ти кажеш одговорот е верата во Исус. Одговорот е самиот Господ Исус. И затоа верата е главниот одговор за твојот живот. Амин, Зоран, амин, добре. Реков ќе го кажам примерот. Ме контактираат некои луѓе и вели Зоран, сакам да се сретнеш на Zoom, знаете што е Zoom како на интернет, на екран. Може некој не знае. И се среќаваме во толку часот 5 души, јас треба да зборувам. Како прво луѓето беа бизнисмени, очекуваат да им зборувам за бизнис. Верувани или не, јас вегам преку вера ќе зборувам за бизнис. Зборувам и кажам, вау, каква школа имаш ти завршено? Не ме прашувате каква школа имам завршено, ја го како да е. И потоа и почнам да им пророкувам на луѓето. Ќе издвојам само еден, бидејќи тој го спремив како пример. Човекот, му велам, ја не знам ништо за тебе. Не знам, нема никаква информација за тебе. Не прв пат у живот те гледам. И му велам вака. Кога си имал 3 години, го гледам ѓаволот. Доаѓа и сака да те убие. Но не успева во тоа. Те гледам повторно, човеков имаше околу 42 години во моментот кога му зборам. Велам, те гледам повторно на 12 годишна возраст и го гледам непријател, го гледам ѓаволот се обидува да направи нешто во твојот живот што ќе те поремети, што сака да ти наштети во твојот живот. И потоа гледам период на како да го наречам тој период? Период на тешкотија, каде што имаш борба во тебе. И велам и потоа таа борба престанува. И велам и ова што ти го зборувам, и ова што сега ќе ти го кажам е всушност одговорот што си го барал последниве 20 години, 30 години. Ова е одговорот. И велам, како што зборам, го гледам Исус како ми зборува да ти зборувам на тебе. И самиот Исус ми вели, јас бев таму кога тоа се случи.
На 12 годишна возраст. Јас бев таму кога тоа се случи. На мене лично не ми правеше никаква смисла тој збор. Нели? Човекот застана, се здрви, се смрзна и ќутеше. Долго време ќутеше. И потоа одлучи да ми ја каже, да ми го каже неговиот дел. И вели вака: на 3 годишна возраст, факт, вели, јас направив нешто и буквално умрев. Умрел, го однеле во болница кога живеа. Сеќавате што му рекове на 3 годишна возраст? Вели на 12 годишна возраст ми се случи нешто страшно. А ја претходно му реков, на 12 години ти се случило нешто што си почнал да се мразиш сами од себе си, твојата кожа си ја мразал. И вели на 12 годишна возраст бев сексуално злоупотребен од мојот војко или татко. И вели, и наредните 12 години се мразев себе си. Се мразев што постојам, ја мразев мојата кожа. И вели, постојано го прашував Исуса едно прашање. И до ден денеска вели го прашував тоа прашање: каде беше Исусе кога тоа ми се случи? И ја доаѓам таму од никаде и велам: Исус ти зборува. Уште пред да ја дознам оваа историја, Исус ти зборува. И јас бев таму кога тоа ти се случи. Одговорот не може, интелектуалниот одговор не прави никаква разлика во твојот живот. Човечката мудрост не прави никаква разлика во твојот живот. Може само да донесе гнев, омраза, може да донесе бунтовност, но кога Светиот Дух ќе донесе одговор, кој што всушност не е ни одговор зошто ова ми се случи. Видите, Бог не одговара зошто тоа ти се случило. Може би никогаш нема да дознаеш зошто тоа ти се случило, но ќе дознаеш едно нешто: јас бев таму кога тоа ти се случи. И тоа верата го прифаќа. И тогаш твоето срце се исполнува со топлина, или се исполнува со љубов. И тогаш верата делува. Римјани 15:13. Не, всушност, ајде го. Јован 3:16. Не, Јован 3:16, ама е Ефешаните 3:16. Ефешаните 3:16. Ова многу лесно ќе го запамтите. Јован 3:16, Ефешаните 3:16 и 17. И потоа ќе читаме Римјаните 15:13. Затоа што тука ни се опишува рецептата како действува верата. Што прави верата во твоето срце, во моето срце? Овдека си 3:16-17. Вели вака: да ви даде Бог според богатството на својата слава да зајакнете со силата во внатрешниот човек преку неговиот дух, да преку вашата вера да живее во вашите срца, да бидете вкоренети и втемелени во љубовта. Видите, верата е таа која што ќе продуцира во тебе да бидеш силен и стабилен во било кој момент во твојот живот. Ја и ти не смееме да си дозволиме да си играме со таа вера, да си играме со тој дар што нас ни е даден, за кој што Словото ни вели дека самиот Исус го скоба, го направи, беше авторот на таа вера. Евреите 12:2. И овека ни вели дека, дека верата е таа која што прави во нас да бидеме силни, да бидеме вкоренети, да бидеме стабилни. Видите што пише, уште ќе прочитаме. Да преку вашата вера Христос да живее во вашите срца. Преку што живее сега Христос во нас? Преку верата што ни е дадена. Всушност, верата е одговорот за секој едно прашање. И знаете што е одговорот? Христос. Зоран, зошто? Христос. Ама како? Христос. Кога? Христос. Не постои друг одговор, верувајте луѓе. И да постои одговор, и да добиете одговор, тој одговор нема да ја намали болката, или пак омразата, или пак неизвестноста. Не ја намалува. Единствен одговор е Христос во тебе.
Тоа е единствениот одговор што тебе и на мене и на било кој што не гледа ќе му е потребно во животот. Сето друго е само привидно и е многу лажно. Та преку верата Христос да живее во вашите срца и да бидете вкоренети и втемелени во љубовта. И потоа зборува за да може да сватите со сите свети колкава е широчината, должината, височината и длабочината и да ја познавате Христовата љубов која го надминува одговорот или знаењето за да бидете исполнувани со целата Божја полнота. На тебе и на мене, верувајте, не ни се потребни никакви дополнителни информации од било која врста, освен од Христовата реалност. Ајде само ќе најдем на Римјани 15-13. Ќе завршиме тука, зашто публикава некако е заморна изгледа. Не ми реагира на стихови. Добре? Чиме добро ќе продолжиме. Прифатил ли Исус он после? Кој? Човекот? Да. Човекот е, за човекот кој што зборував е верник, а човекот е бизнисмен, денеска има бизнеси каде што помагаат на разни луѓе, така да човекот никогаш не престанал да верува, но едноставно ова прашање секогаш му стоело на него. Што читаме? А Бог на надежда да ве исполни со сета радост и мир во што? Во верата преку силата на Светиот Дух, за да изобилувате со надежда. Што е клучото? Кој е клучниот збор во овој стих? Нели, најглавниот стих е Бог на надежда, нели знаеме тоа. Но со што треба да не исполни? Со што треба, преку што да ги одржуваме работите? Да ви исполни со сета радост, мир во што? Во верата. Веќе верата ти е дадена. И преку вера ги абсорбираш, ги амортизираш и радоста и љубовта. Кога луѓето велат нема радост, викаш имам радост. Кога велат нема мир, викаш имам мир. Верата е одговорот на секое едно човечко прашање. На секоја потрага верата ти го дава одговорот. И ако денеска нешто научиме или научивте или примивме, тоа е дека не барај одговори колку бројки, какви луѓе, од каде дошло што, како ќе си помине, како ќе... Сето тоа е заокружено, или подобро кажам, најубавиот одговор е верата ти го дава секој одговор што ти е потребен. А верувајте, секој одговор завршува вака. Исус Христос е цар. Амен. Тоа така завршува секој одговор. Секој одговор што ќе биде некогаш потребен, ќе завршува Исус Христос е цар. И некој ќе заминеме од тука, Исус ќе си остане цар. И кога ќе дојде било која или било што, Исус пак оставува цар. Така да, за тебе и за мене, верата секогаш ќе ни го кажува тоа. Секогаш. Така да не очекувајте некои си големи, еквивалентни, елоквентни одговори. Бог ќе те се каже, чедо мое, сега ти објаснам во раденка, да ти објаснам зошто ти го чувствуваше тоа што го чувствуваше, бидејќи тие чувствуваше. Не, Бог не одговара така. Не ви одговара така. Ќе ви ја покаже што? Ќе ви ја покаже вистината, за да можете да се ослободите од било која стега. Јас зборував, многу често сум го зборувал ова, тука ќе завршиме. Така, спремна е вечерата. Утехата, Бог на утехата, на надежта. Всушност, да, надежта. Всушност, утехата е производ на надежта. И на друго место ни зборува дека Бог е Бог на утеха. Утехата, знаете како доаѓа? Не доаѓа со помилкување на косата или со, како се кажа, ни лапше, така да кажам, така со некаков си гест. Да, тој може да биде присутен. Да, но основата како Бог нас не утешува е ако ние сме паднати доле на земјата или некаде доле, некој каже на дното сум. Како пееше ме, дотако сум до живот. Нели, тоа ќе ме подсети, нели? И тој сега, нели, се нашол доле скроз. И тој сега седи таму, така тој пејачот, или било кој друг човек. Тој седи таму, така. И он да се обиде да стане, и некој да му каже, аве стане, што се препраш тука, тој ќе каже, аве не може. И луѓето не го верува дека си на дното. Но знаете како Светиот Дух ќе те подигне? Не те подига со гестови,
него ти ја покажува, те подига во твоето срце, во твојата душа, те подига до нивото на вистината. И вели, Христос е вистината. И во тој момент, ниеден одговор веќе не ти е потребен, ништо не ти е потребно, само Христос ти е потребен. И верата само тоа ќе го кажува. И само тоа ги утешува човечките срца. А другите детали, тие само допринесуваат за нешто друго, да се разговори или нешто друго. Но сите одговори, што Светиот Дух некојаш ќе ти ги покаже или ќе ти ги даде, освен откровение и увиди, одговорите на човечките прашања, секојаш ќе бидат Исус Христос е цар. Амин. Амин. Може само како да се помолам ја. Ајде. Затворете ги вашите убави очиња, отворете ги вашите срца и да примиме печат од Светиот Дух. Господи Исусе, фала ти. Фала ти што ти си цар, независно кој, што и како поминува, независно од приликите и неприликите, независно од времињата и невремињата, независно од случувањата и од тие работи што сме ги сакале да се случат, а не се случиле. Ти, Исусе, остануваш вечно цар, како на земјата, тоест како на небото, така и на земјата. И ништо друго не може да ја расипе, да ја поремети, да ја искорени оваа вистина, бидејќи тоа е вистината што секој едно човечко срце ја бара. А тоа што се што постои, се што е создадено преку тебе, во тебе и за тебе, Исусе. И затоа ти си одговорот на секое човечко срце. Ти си тој одговор кој што секој човек го бара и ние преку вера денес го прифаќаме. Ја прифаќаме таа вистина и дозволуваме да делови од нашите срца, кои што биле замрачени, или биле потиснати, или биле замаени, ние велиме вистината нека не либерализира и нека ги ослободи, за да бидеме слободни како што треба да бидеме слободни, како што Исус не направи да бидеме слободни. Татко, во името на Исус се молам. Амен. Амен.